Музика, емоции и спомени. Никола Димовски Тмница го одржи концертот по повод одбележувањето 40 години музичка дејност во Центарот за култура во Тетово. Прво настапија тетовските аболчиња со своите песнички, а потоа Тмница го промовираше својот албум со наслов Вистина. Честа да го отвори концертот ја имаше познатиот романописец тетовецот Јован Дамјановски. Тој го истакна големиот придонес кој музичарот Тмница го има направено за музиката и културата во овој регион воопшто. Во ова наше забрзано, драматично, бурно, предвидливо и непредвидливо, минливо и менливо, но секогаш незавршено време, вечерва се среќаваме со едно заслужно име од тетовската култура. 40 години од првото одседе за нашиот Тмница е творечки немир кон светоста на животот и обстојувањето. Уметноста постои за разубавување на животот. Јубилејот на Никола Димовски е еден вистински пример за пример. Тој е име за помнење и препознавање. Од најмлади години се пушти во емотивен и творечки немир. Неговиот јубилеј е подзирнување во културната традиција на Тетово како една ненаметлива светлина во неговиот прекор Тмница, како сите го препознаваме. Тој одговорно и препознатливо се однесуваше кон негувањето на староградските тетовски песни. Исполнувањето на овие песни беше негова обврска како израз на уметничкиот темперамент и вродената смисла за музиката. Со својата упорна потрага по музичките вредности на нашата народна песна, го користеше скриенето кандилче и длабочината на нашата македонска душа. Нашиот Тмница несуваше и надоградуваше своја музичка орнаментика, што представува и нова, духо создадена вредност на тетовската музичка традиција. Вакви концерти е за наше препознавање не само во минатото, туку и во сегашноста и днината. Јубилејот 40 години од првото одседе на Никола е загледување во минатото на овој истакнат музички деец во културниот живот на Тетово. Зошто, подсетувајќи се на минатото, покажуваме дека е нежна прашината на заборавот. Тој, нашиот Тмница, целосно се вложи во нашата музичка традиција. Особено препознатив е неговиот влог со создавањето и 25 годишното одржување на фестивалот Јаболчиња. Ширењето на музичката култура меѓу најмладите е знак за препознавање во неговото и наше Тетово. Еве една длабока воздишка за радост за нашиот Тмница. Му посакувам уште многу радости за негово и наше препознавање во животот. Димовски се подсети на неговите почетоци и им се заблагодари на сите оние кои му пружиле неизмерна поддршка низ годините. Добро вечер, Тетово. Пандемијата си го направи своето, благодарам на сите присутни кои што одвоивте време вечерва да се уживате во овој колаж на песни што ги имам спремено и снимено на CD-то. Пред се благодарност до моите Попе. Стани, Попе. Стани, Попе, нека те сними камера. Швајн. И да ги спомнеме Ќафрика, Бучка и Жаре, кои што ме воведоа на светот на музиката. Еден аплауз најголем за сите. Шарпанинци групата беше која што мене ме направи ово што сум денеска. Од таа група јас научив да свирам, од таа група јас научив да пеам, од таа група јас научив да творам, имам трема. Благодарност, голем наклон Попе Швајн. Сонја, Шики. Голема благодарност до господин Јован Дамјановски, кој што ти благодарам многу, напиша многу убави збори за мене. Нашиот истакнат романописец, другарот мој, тетка Јела. Благодарност до општина Тетово,
која што го овозможи овој концерт. Задоволната публика го награди со аплауз за долгогодишниот придонес во музиката и културата во градот под шара. Со албумот Песни вистина, Димовски одбележа 4 децении од својата дејност, заблагодарувајќи се на своите поддржувачи за соработката и споделувањето заеднички моменти низ годините.